Ќе почнам страх да ми биде кога ќе станам на говорница, да не бидам прекината по првиот момент кога ќе спомнам името на Талиски. Бидејќи во пракса почна многу често тоа да се случува. Многу кратка ќе бидам и ќе кажам неколку работи кои се во врска со развојот на Битола и со нејзините развојни програми, ако можеме така да ги наречеме. Пред неколку месеци, кога зборувавме за слична тема на ова, околу парите во општина Битола, околу тоа што по кој проекти се инвестира, како се инвестира, што се гради, јас ви кажав дека не можеме ние да зборуваме за тоа, бидејќи имаме градоначалник врз кој е спроведена истрага. Ме прекинавте и ми рековте дека тоа треба да го барам на друго место, дека требало обвинителството да опрашам. Еве денес од оваа говорница ви кажувам дека тоа е потврдено од обвинителството и дека ние имаме таков градоначалник и баш ме интересира вие што ќе преземете во врска со тоа. Колку што гледам, денес Тивко продолжувате да ги поддржувате неговите програми, неговиот квартален извештај и се она што имал зацртано да го оствари. И мора да е така, бидејќи вие го донесовте него 3 години градоначалник на оваа општина. Ова 3 мандати се извинувам. Понатаму, ќе се навратам на говорот на претходната колешка, за која најискрено немав намера да коментирам, меѓутоа ќе кажам дека во Битола не биде направени 5 или 6 проекти, ама ќе подсетам дека тие се капитални проекти кои ги има во програмата на Талиски не од пред 4 години, туку од пред 8 години и на ниеден од нив една цигла не клане. Така да немојте да ми кажувате дека биле направени неколку проекти од илјадници. Значи, тие проекти јас не би ги ставив во програмата, јас не би ги измислив и ниту некој да натера со сила да ги напише. Понатаму, би сакала да ве прашам, дали го знаете проектот КО 636/15, дали имаме колега од Урбанизам, може би го знаете. Тој проект е еден од најголемите кој го направил градоначалникот Талиски за општина Битола. Може би не ги читате весниците, може би не гледате телевизија, гледам многу сте зачудени. Меѓутоа тоа е предметот кај специјалното јавно обвинителство во Скопје, колега, мислам дека требаше да бидете досега запознаени со тоа. Бидејќи вие кревате рага за развојна програма која се спроведува со парите на општина Битола, на чие чело се наоѓа Владимир Талески. Тука сум председателки во развојните програми. Само една работа не можам да разберам. 5 советници од столчињата да советуваат кога да ме прекините, што не чини, како не чини, зошто не чини. Навистина не гледам причина, за мене нема да ме станица и да престанам да зборувам. Значи јас ова ќе го кажам, ако не е одговорница, ќе го кажам надвор. Заради тоа што тоа е така и навистина ми е жал, што со толкава леснотија ги примате работите. На крај ќе се навратам на развојните програми и ќе да запрашам една работа, може би колешката тоа не го знае. Ќе да запрашам зошто побаравте да се промени називот на развојната програма за реконструкција на стадионот во општина Битола. Гласеше реконструкција на стадионот во Тумбекав. Таа развојна програма, јас не ја напишав, ние од опозицијата не ја измисливме, така гласеше. Вие побаравте на комисија да се преименува во реконструкција на други спортски објекти. Меѓутоа, може би требаше малку да се скоординирате, бидејќи вашиот довчерашен секретар на општинскиот комитет беше воздржан по гласањето. Би требало да ми каже зошто. Да си кажем уште една работа. Многу е важно што во последно време почнавме да кажуваме дека на Битола не треба стадион. Знаете што, може би ништо повеќе не треба, бидејќи нема никој да игра на тој стадион, нема спорт, нема ништо. Затоа може би ја правите таа работа. Меѓутоа, тој проект е проект замислен од Талески, напишан од ВМРО ДПМН и сега ВМРО ДПМН бара да се промени. Благодарам. Благодарам.